Đavo и бабата, Мажо и жената. Чита Александар Станојков. Еден маж и една жена си живееле многу арно, како што сакал Господ. На живеачката згора секој му заблазнувал и му повалувал дека толку се милуваа мажот и жената. Ѓавол на темаго му завидел, да му удрил по траго за некако да искарат. Удрил се, мачил ѓаволот, се чудил како да му направит, чунти секако се обидел и никако не могол. Ѓаволот беше знаел една баба што била зачната 3 дни пред ѓаволот и е се пошол, та ја молил за да влези помеѓу мажот и жената за да искара. Море ѓаволе, ме прашаш дали можам да искарам? Веднаш, ако сакаш да ја избијам? Ако не, му рекол ѓавол. Ако можеш да го сториш тоа зло, на тој век ќе те клам на дно подказано да седиш до патрици, до владици, до удовници и до цареи. Тамам, му рекла бабата. Јас тоа печалам да добијам. Лели е така, чини си пала ѓаволе и гледај си сеир. Со прво бабата отишла да дивака што ораше мажот ја и го здравувала. Како си би, чедо? Му рекла. Али си би здраво и живо, како си живееш со жена ти? Бош не арно си живеам, бабице, му рекол мажот. Како што сакат Господ. Му речено, ти арно ја милуваш, туку таа кучка лице ти правит. Не те милуват од срцето и таа си има друг љубовник, вака да знаеш, еве, па бицава што ти кажуват. Вечер, кога ќе си одиш дома, ќе ја познаеш од и дете милуват вистински. Отишла бабата и кај жената му. Добро утро, ќерко, ја рекла. Како си? Како живееш со пустио маж твој што си заљубил една друга невеста? Туку грео да ти го бери, ќерко, оти ќе речеш. Ами дајат некоја полична од тебе, ајде де. Ами тајат како некоја ељупка, мрсу да не врлиш на неа, таква грдомасна ет. Ами го спирил на тема го ѓавол да те остаат тебе, што си како некоја кралица и дојд по ељупките. Од кога ја ислуша жената бабата, ја поверува и вечерта, едно идење од орање мажот, ја влегол дома и ни му проговорил ни црна ни бела. Тој стоел налутен, таа налутена и му се родило ненавис. Утрото пак бабата отишла кај мажот и му рекла да се чинит мукајат, оти со бричте која вечер ќе го заколи жената му и да ја чинит мукајат кога ќе имат белек на полато да лиштето со црвена боја, шунти за таа вечер му бил зборот со љубовникот да дојди за да го закопаат од која ќе го заколит. А пак незе беше и рекол да одат двете кај селскиот пребатар да купат билки за да изабаит и да го одвратит од другата жена и мажо е пак да си ја милуват неа. Отишле и купиле билки, Демир Бозан и Дардан и бабата му бележала полата на невестата со боја. Мажот ката вечер ја пазел да му види некој белек и да се варди да не го заколи. Во таа вечер му видел пелек и легнал да спие и да гргруи од навала. Зела сирота жена бричот за да му пресечи од кај тилото роа коса и рипнал мажот ја просто, да му го грабнал бричот од раци и рекол: не се коли од кај тело маша жена, ами вака се коли од куша. И ја заклал. Бабата беше ја зел ѓаволот, да беше ја клал на дно во казанот да вријет.